Во минатото издание на Автомагазин ви покажавме голем број новитети, но тука ќе имаме простор да прикажеме уште некои новитети кои имаат и електрични, но и погон на внатрешно согорување. Како впрочем има и денешниот тест автомобил, ја тестиравме Toyota Yaris, која од неодамна е присутна на македонскиот пазар. Пред салонот во Франкфурт, тотално неочекувано од Ферари, пристигна вест дека тука ќе го промовираат својот најнов модел Портофино. Инспирацијата за името и нима дојдено од таму што луѓето при споменувањето на оваа популарна джет-сет дестинација веднаш помислуваат на елеганција и гламур. А тоа е точно она што овој модел како наследник на Калифорнија те представува. Тој и понатаму е купе кабриолет со скоплив трд покрив од 2+2 седишта. Благодарение на зголемената употреба на алуминиум се одликува со намалена тежина и поголема торзиона цврстина. Со првите впечатоци доминира атрактивниот дизајн кој навистина го одзема здивот. Се истакнуваат масивната маска и предните LED светла со облик сличен на оние кај 812 Superfast. Во внатрешноста се забележуваат доста промени, предводени од екранот, чувствителен на допир, електрично подесивите седишта и други трендовски детали. Под хаубата се наоѓа 3,9 литарски V8 бит турбомотор од 488 GTB, кој располага со 600 коњски сили. Со нив тој е најбрзиот кабриолет на Ферари, забрзува до 100 за 3,5 секунди и постигнува максимални повеќе од 320 км на час. И љубителите на добриот звук ќе дојдат на своето, бидејќи издувниот систем е подобрен со цел поголемо уживање во возењето, посебно при возење без покрив. Едноставно, поедноставно не можеше да биде. Првиот електромобил на Honda наменет за европскиот пазар изгледа како од минатото, ама е дојден од иднината. Ке се најде во сериско производство веќе во 2019-та со автономија од околу 300 до 350 км. Интериерот му е во согласно со дизајнот, има место за четворица, а вратите му се отвораат наназад. За десетина сантиметри е пократок од Jazz, чија трета генерација во своето рестилизирано издание се подготвува за лансирање и во Европа. Најголемата измена е додавањето на новиот бензински мотор од 1,5 литри со 130 коњски сили, спарен со 6-степен мануелен менувач. Настапот на Honda во Франкфурт беше комплетиран со хибридната верзија на CR-V. Доаѓа со редизајниран изглед кој ќе го наследат и другите изведби на популарниот кросовер. Продажбата ќе стартува идната година, најпрво во верзијата со 1,5 литарски турбобензинец. За хибридната изведба детали не се соопштени, но јасно е кажано дека дизели веќе нема да има. Кратко после премиерата во Велика Британија, London Electric Vehicle Company го представи својот електричен такси и на публиката во Франкфурт. Автомобилот кој тука пристигна во боја карактеристична за германските такси возила е задвижуван со електромотор со автономија од 120 км. Опремен е и со мотор со внатрешно согорување, кој служејќи како генератор на струја му овозможува да помине 640 км. Амбициите на компанијата, која е во сопственост на кинескиот Geely, е покрај на британскиот, овој модел да се лансира и на европскиот и кинескиот пазар.
Тоа што поранешниот прв човек на Opel, Карл Петер Фостер, ја предводи компанијата, треба да биде сигнал за незината сериозност во остварувањето на плановите. Новиот Peugeot 308 со напредна технологија, веќе од 170 евра месечно. Се почнува со страста. Аплаузот громко го заслужуваат шампионите. Тие први стигнуваат на целта. Тие гордо го носат медалот. Тој е нашиот победник, нашата гордост, нашиот шампион. Новиот Seat Leon, TDI со одличен Porsche leasing пакет. Полн резервоар, прва регистрација и каско за 1 денар. Seat. Porsche Македонија. Кога не си веќе дете, или кога твоето дете ќе тргне по својот пат. Тоа е времето кога можеш да живееш како што сакаш. Тоа е времето кога можеш да ја слушаш твојата музика гласно. Или да експериментираш со себе. Без да се плашиш, да се изволкаш. Време е да живееш по своите правила. Новото Kia Rio. Твое време, твои правила. Знам дека го сакам. Но дали го заслужувам? Да... Ви го представуваме новиот Фокус со ST-Line опрема. Возењето кое е неверојатно, речиси дефинитивно го заслужувате. Воздржаниот настап на Lexus на најголемиот есенски салон на автомобилите навестува дека јапонската марка подготвува нешто навистина големо. Што и за кога никој не знае. Така посетителите во Франкфурт љубопитноста мораа да ја задоволат со обновените верзии на NX и CT200K. Рестилизирањето низ кое и помина на кросоверот му донесе модернизиран дизајн и унапреден интериер. Сега тој изгледа малку поотмено, иако на прв поглед не се забележува зошто. Затоа пак, како што велат од Lexus, веднаш се забележува порафинирано возење. Ослонувањето е значително модификувано, управливоста подобрена, а моторната понуда оставена иста. Многу што е исто и кај компактниот хибриден хеджбек, кој веќе 7 години е на пазарот. За тоа време доживеа неколку унапредувања, од кои ова најновото е доста суптилно. Однадвор е без малку ист, а освен неколку нови колорни шеми во внатрешноста, скоро и да нема измени. Механиката никој не ја ни споменува, а во понуда и понатаму останува F-Sport верзијата. Од појавувањето досега, Lexus од овој хибрид продаде 300.000 единици, од кои 1/4 во Европа. За ваква специјална манифестација потребна и специјална премиера. Така размислуваа во Seat и во Франкфурт го донесоа најврелото што го имаат. Иако спакувано во каросеријата на семејниот Leon, провокативните детали навестуваа за каков ѕвер се работи. Да нема никакви дилеми, на неа беше и ознаката Cupra R. Погледот под хаубата открива дволитарски турбомотор со 310 коњи, за кои техничките податоци ќе ги дознаат само 799 срекници. Не е познато ниту колку тие ќе платат за овој најсилен Seat досега, но се знае дека ќе можат да бираат помеѓу две бои на каросеријата. Поголем избор ќе имаат купувачите на новата Арона, чија продажба започна истовремено со незината премиера тука во Франкфурт.
Првите примероци од овој компактен кросовер ќе бидат испорачени при крајот на декември со избор меѓу 2 дизела и 3 бензинци со моќност во распон од 95 до 150 коњи. Иако е наменета за оние што се во потрага по возбудливи искуства во возењето, погон на сите тркала нема да има. Продолжувајќи со својата моделска офанзива во сегментот, Сеат се подготвува и за третото и најголемо спортско корисно возило со својот знак. Во моментов компанијата е во потрага по името за него, во која е вклучена и јавноста. Финалниот избор ќе биде познат кон средината на октомври. Јужнокорејскиот специјалист Сак Њонг премиерно во Европа го представи новиот модел од D-сегментот Rexton G4. Запазувајќи ја традицијата, тој и понатаму е автентичен теренец со крута шасија и класичен 4x4 погон. И покрај тоа што идниот знаменосец на марката ќе го носи познатото име, тој не е еволуција на претходниот модел, туку комплетно нова изведба. Задвижуване од 2,2-литарски дизел со максимални 181 коњска сила, споен со 6-степен мануелен или 7-степен автоматски менувач од Мерцедес. Новата германска марка Bogward ќе започне да го продава својот прв кросовер пред крајот на годината. Додека светот чека на него, тие покажаа нов концепт со засега неизвестна иднина. Наречен е Изабела и представува модерна интерпретација на истоимениот модел кој се продаваше во 50-тите години од минатиот век. Привлекува внимание со многу нешта. Димензиите, отварањето на вратите, револуционерниот интериер, но најмногу со својот дизајн кој ќе представува окосница за идните модели на марката. Great Wall долго време има неостварени амбиции за освојување на Европа. Експериментот со бугарската фабрика која монтираше ефтини возила пропадна, па сега кинезите истражуваат други можности. Креирањето на луксузниот бренд Вей, специјализиран за кросовери, е една од нив. Токму со него настапија во Франкфурт, но според она што го видовме баш и нема некоја перспектива. Моделот P8 е плагин хибрид кој во ноември во Кина треба да се најде во продажба. Однадвор само по маската се разликува од серискиот VV7, на чија основа е базиран. Тој пак, со својот изглед налик на Масерати Леванте, ќе ги привлече погледите на европските купувачи, но со се друго тешко дека ќе ги задржи. Технологиите му се кинески, а за цената јавно не се зборува. Затоа пак на цел глас го фалеа концептот Ксев. Има футуристички дизајн и напредни технологии, но не ги следи трендовите до крај, па се чини како да дошол од некој паралелен универзум. Вратите кои му се отвораат на нагоре, како галебови крила, му даваат атрактивност. Модерно осмислената внатрешност дури и повеќе, а се споменаа и автономни можности. Сепак, стоејќи покрај него, со чувствата владее скептичноста. Ниту еден податок за овој концепт не е познат. Не смее да се потцени, но за него засега не треба да се трошат премногу зборови. Има ли нешто повозбудливо од возењето супер автомобил со 740 коњски сили? Има, истиот тој автомобил во отворена верзија. Тоа во Lamborghini доста добро го знаат и затоа на зависниците од брзината им го понудија Aventador во родстер издание. Спектакуларниот V12 восет е способен да ја зоврие крвта катапултирајќи се до 100 км на час за 3 секунди. На располагање за тоа му стојат 7-степената автоматика и погонот на сите тркала, сега дополнети со управување и на задната оска. Максимално постигнува 350 км на час, а рекалибрираната електроника со 3 режими на возење ги гарантира перформансите во сите услови. Нови му се издувниот систем, карбон керамичките сопирачки и тркалата од 20 или 21 инч.
Освен нешто поагресивниот преден дел и бесниот заден дифузор, визуелните измени подразбираат и отстранливи панели тешки само 6 кг над главите на патниците. Во внатрешноста, изведена во комбинација на кожа и алкантара, се забележува новата дигитална инструментабла, а инфо за бавниот систем може да се дополни и со телеметрија. Продажбата на Aventador S Roadster ќе започне во февруари наредната година по цена од 313.000 евра, што е за добри 32.000 евра повеќе од купе верзијата. Lamborghini го искористи салонот во Франкфурт да ја најави и премиерата на својот прв кросовер Urus за 4 декември годинава. Не се раѓа секој ден нов принц. Уште поретко се појавува нов модел на Бентли, а сега токму тоа се случи. Третата генерација на Continental GT е подготвена да ја презеде титулата најпродаван модел на марката. Горд на сработеното, директорот на британската компанија Wolfgang Dirkmayer за неа рече дека е врв на дизајнот и инженерските достигнувања. Додаде и дека новото спортско купе ги отелотворува нивните желби за иновирање, но и дека го слави наследството на марката. Има право, бидејќи автомобилот е препон со детали кои изгледаат како да се смислени за Джеймс Бонд. Базиране на MSB платформата на Volkswagen групата, која лани премиерно се појави кај Porsche Panamera. Иако под влијание на EXP10 Speed 6 концептот успеа да ги задржи препознатливите линии. Во неговиот природен дел ќе се најде подобрената верзија на 6-литарскиот W12 мотор со 635 конски сили. После навистина долго чекање, Subaru конечно и на европјаните им ја представи новата импреза. Сепак, ретко кој жали што е така, бидејќи со прилично конзервативниот дизајн, адреналинот останува смрзнат во крвта. Задржувајќи ги скоро исти надворешните димензии, новата платформа и обезбедува поголем простор во внатрешноста. На располагање ќе биде со 1,6 и 2-литарски бензинци со 115 и 190 конски сили, додека дизелот останува отворено прашање. Од Subaru не пропуштија да се пофалат дека од 1992 година до денес ширум светот се продадени повеќе од 2,5 милиони примероци на импреза, од кои само 10% во Европа. Со намера да го испита пулсот на европските купувачи, во Франкфурт се појави и кинескиот Chery. Пристигна на брегот на Мајна со два модела, концептот Tigo Coupe и кросоверот Exceed TX. Тие изгледаат добро, но на кинезите сепак им престои долг пат до нивното пазарно залаче. За разлика од нив, на корејците не им треба докажување. Минувајќи на секои неколку години по нешто во својата стратегија за настап, тие стигнаа многу далеку. Сепак имаат желба да пораснат уште повеќе, заради што Hyundai истрча на теренот со две нови верзии на i30. Спортската е доозначена со буквата N и со своите 250 коњи директно ги напаѓа европските спринтери од компактната класа. Колку ќе биде успешна допрва ќе дознаеме, бидејќи адут нема да и биде цената од 30.900 евра. Други сосема поинакви адути има фастбек изведбата на i30. Закосениот заден дел во стилот на купе и дава атрактивен и уникатен изглед. Во однос на стандардниот хетчбек има и благо изменет преден дел, додека должината е за 12 см поголема. Семејниот карактер е нагласен со практичноста на интериерот, а измените на подвозјето треба да обезбедат подобри перформанси. Атракција во Франкфурт беше и малиот култивиран кросовер Kona, чие време допрва ќе дојде. Го загледуваше посебно младата генерација која сака самосвесно да го одредува собствениот стил на живот. Покрај прогресивниот и модерен дизајн и напредните безбедносни технологии, Kona ќе биде опремена и со современи турбомотори, ќе биде на располагање и со дизели, како и со погон на сите тркала. Suzuki Swift никогаш не бил автомобил со најсилен мотор во класата, но знаел да биде брз и забавен за возење. Користејќи ја истата аналогија од минатото, јапонците решија да ги изненадат ентузијастите и да им понудат спортска верзија на новиот Swift.
Тајната состојка, велат, е малата тежина од само 970 кг, на кои на располагање им стојат 140 конски сили. Нив ги произведува 1,4 литарски турбомотор од Витара, спарен исклучиво со 6-степен мануелен менувач. Максималната брзина и забрзување не се познати, ниту пак цената. Продажбата ќе му започне напролет идната година, а на располагање ќе биде во само 6 бои на каросеријата. Од Франкфурт се враќаме во Скопје, како што најавивме на самиот почеток на емисијата, денеска го тестираме новиот Јарис. Овој автомобил, кога се појави, беше многу атрактивен во својата класа, но ги изгуби конците во текот на неговата 12-13 годишна кариера. Но со новата генерација Toyota повторно го лансира Јарис во врвот на B-сегментот. Не само димензиски, туку и многу е посветено внимание во Јарисот на дизајнот. Како што гледате, самата предница веќе асоцира на рели автомобилот кој се надпреварува во светскиот рели шампионат. Тој Јарис е извонредно атрактивен, но и предницата на цивилниот Јарис е многу атрактивна. Исто така направени се некои дизајнерски смени во филозофијата на Toyota. Додека на задниот дел се гледа дека Јарис е веќе матурант. Не само во години, туку и во дизајнерскиот пристап. Многу делува посериозно и делува многу поробусно. За жал, просторот во ГПК-от остана како кај стариот. Исто така во тест моделот го имаме и стариот 3-цилиндерски 1-литарски мотор. Но неговиот адутот на новиот Јарис е цената. Toyota во претходните генерации на Јарис беше една од најскапите во класата, но сега се смени целата приказна. Toyota останува со својот висок квалитет, но ја намали цената, односно ја задржа истата што се однесува до стартното ниво на опременост. 9990 евра е добар аргумент за овој автомобил. Неговата вокација е да ги задоволи градските потреби за превоз. Значи, имаме доволно простор во внатрешноста, кој морам да кажам дека е модерно и квалитетно конципиран. Кога седите, особено на предните седишта, забележувате дека не е само квалитетот на пластиката зголемен, туку и самиот изглед на внатрешноста е многу зрел. Вие имате представа дека сте во многу поголем автомобил, бидејќи дизајнот на внатрешноста е направен како за поголем автомобил, а да не зборам и за комоцијата на седиштата, која е навистина извонредна што се однесува до оваа класа на автомобили. Но зборевме за дизајнот. Мене исто така ми се допаѓа некои решенија. Например, на предната страна можете да сместите телефон кој е добро изолиран и добро пасува, дури ако му е поголема димензијата во просторот каде што е предвиден за телефонот. Опременоста мене ми се допаѓа, бидејќи имате сите оние конективни технологии кои се многу неопходни за модерното живење, но и за исползувањето на автомобилот. Кога се промовираше Јарис, ако добро ме служи меморијата, некаде 1998-та или 9-та, трицилиндерските мотори не беа популарни, но од тогаш па до денеска се сменија работите. Имено, токму сега се многу популарни трицилиндерските мотори. Toyota е секогаш попредпазлива во имплементирањето на новините во своите автомобили, па затоа и ја краси епитетот дека е
еден од најиздржливите автомобили. 64 коњи силниот мотор можеби не е доволен да се надпреварувате со него, но сосема е доволен за онаа намена за која е наменет, а тоа е градска мобилност, економичност, но и добра издржливост за средни релации. Токму тоа сакав и да го споделам со вас. Неговата намена е извонредно погодена. 64 коњските сили можеби не се доволни, како што реков на самиот почеток, но тие се економични. На отворен пат ја забележав просечна потрошувачка од 5,7 литри, додека во град таа потрошувачка се качи на 6,4 литри. Но поентата е во тоа што во ниту еден момент не осетив дека сум инфериорен учесник во сообраќајот. Моторот многу добро е впрегнат со 5-степениот мануелен менувач. Можеби и тука треба да се искритикува малку Toyota, бидејќи конкурентите или претендентите, ќе повторам, на врвот на сегментот имаат 6-степен мануелен пренос. Но тоа не е голем хендикеп. Многу важно во овој сегмент е цената и гаранцијата. Ке повторам, 9.999 евра не се многу за ваков автомобил. Ако ќе се додаде уште 6 годишна гаранција која ги опфаќа сите елементи на возилото без оглед дали се механички склопови или електроника, тогаш повторно атрибутите одат на контото на малиот Јарис. И на крај на возењето доаѓа сублиматот за Јарис, а тој е сосема позитивен. Иако има благи еволутивни промени во однос на механиката, мора да се пофали неговата удобност и чувството во возењето. Управувачот одлично функционира и му дава одлична интеракција на возачот со самиот автомобил. Исто така одлично функционира и рачниот менувач. Но забележливо за Toyota е дека во многу нешта, како што е во радиото, потоа градската километража и уште да не набројува многу елементи, ги користи старите решенија. Но тоа не значи дека тие решенија не се добри. Јарис е извонреден автомобил и може да се каже дека со оваа генерација и оваа политика на цени која има Toyota има одлична шанса да се врати во најпродаваните 3 возила не само во Македонија, збориме за Б сегментот туку и за европскиот пазар. Toyota знае што прави, едноставно, полекано, сигурно ги освојува срцата и на купувачите од Македонија, кои во последниве 25 години се покажа како многу разгарлени и пробирливи. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Срдечен поздрав до следната недела, кога ќе се видиме во истото време и на истата фреквенција. До гледање.